Почитувани фолк пријатели, како што имавте можност да слушнете и во најавата, наши гости во денешното издание на емисијата Мега Фолк се Профа Бенд. Да ги представиме најпрво, од мојата лева страна Теодора, од мојата десна страна Горан. Здраво на двајцата. Разговорот ќе го започнам со Теодора. Теодора, колку време постои Профа Бенд? Профа Бенд како група постои веќе скоро 3 години. Меѓутоа, претходно работевме со уште една пејачка, моја колешка. Меѓутоа, последна година одлучивме да се разделиме и сега веќе година и пол, така, функционираме како, значи, ние двајца како бенд. По потреба носиме и дувач на поголеми веселби, свадби, крштевки, такви работи. И за сега е супер. Теодора, твоите музички почетоци се токму со Профа Бенд или можеби имат нешто и претходно? Па претходно, кога бев четврто оделение во 2006 година, учествував на едно детско фестивалче, се викаше Мајски цветови, или киче во 2006 таа година, не знам. И кај Горан исто така ја снимавме песната, се викаше Час по математика. И тогаш, да, тоа ми беше прво песниче, потоа бев пријавена на сите наши песни. Тоа беше еден музички проект на Македонската радиотелевизија и од тогаш така и почнавме да работиме со Профа Бенд. Другата половина од бендот е професорот Горан Делевски. Горан, еве да ни кажеш дали ова Профа Бенд е токму заради твојата професорска работа, можеби? Да, точно така. Кога размислувавме за име, и вака, некај најдобро беше испадна Профа Бенд, пошто и екипата е собрав јас. И така, работевме, често пати се случува да ни го сменат името во Профи Бенд најчесто. Меѓутоа, ние сме си Профа Бенд и така ќе си останеме и сакаме убаво името и така работиме. Горан, вие сте долго време присутен на македонската фолк сцена. Може ли еве да ни кажете колку песни имате досега со Профа Бенд снимено и каде се имате настапувано? Па со Профа Бенд за сега имаме 4 песни снимено. Првата песна бевме на фолк хит на летото во организација на Лав продукција, тоа беше Свадба Кичевска песната. Потоа бевме на Филиграни со Печалбарска желба. Потоа бевме на Македонски непокор во продукција Савевски во организација со обработка на народната песна, обично сите ја викаме во 1903 година за Крушевската република, и последната песна не новата што е сега за сега на Охридскиот фестивал Трубадури, таа е Мачомен. Така, Горан, еве за краток период, значи од вашето постоење, имате настапено на неколку фестивали. Што мислите еве вие конкретно како музичар за тие настапи на фестивалите? Колку фестивалите се така речено промоција на вашата песна, на вас како естрадни уметници? Колку фестивалот може да помогне во музичката кариера воопшто? Фестивалите се добри за промоцијата на еден бенд, на група и така натаму. Сега во поново време веќе и со YouTube едноставно доволно човек да има некаков запис под нешто за да се промовира. Меѓутоа и фестивалите се добрите за да се промовира на почеток, меѓутоа спотот како спот сепак ќе останува и ние сме во план за снимање спотови, па ќе се договориме нешто. Сигурно. Теодора, како млад пејач, интерпретатор на македонска фолк музика, сигурно дека си имала и свој идол. Некого може би си имитирала. Кој е твојот идол во македонската фолк сцена? Па моментално во македонската музика многу ја следам Анета Молика, таа ми е фаворит. И од неа учам многу, доста работи учам и сакам да ја слушам многу. А додека пак од забавната музика многу сакам да ја слушам Каролина Гочева исто така. Сигурно дека на вашите свирки каде што настапувате, пеете и можеби дел, како што кажа, од забавната музика. Меѓутоа сигурно дека фолкот превладува штом веќе настапувате и снимате фолк музика. Ајде кажи ми вака, како млада пејачка, колку и во Македонија, можеби и селениците, колку младите веќе почнуваат да слушаат македонска фолк музика? Знаеме голем дел од македонските фолк пејачи почна модерно и нели да се препејуваат народните изворни песни и вие веќе имате препејано токму една таква песна. Колку еве младите ја прифаќаат фолк музиката каде што вие настапувате?
Јас мислам дека доста е популарна фолк музиката моментално кај младите и порано значи често излегувавме право во дискотека, меѓутоа сега прво се оди во ресторан, значи да се развеселат луѓето, па потоа продолжуваат во дискотека, така да доста е популарна фолк музиката кај младите, многу ја сакаат и најчесто е барана фолк музиката на нашите свирки. Со кои композитори, текстописци соработувате? Јас знам дека професорот Горан Делевски повеќето од песните ги има компонирано, меѓутоа еве дали можеби има и соработка со други автори? Значи првата и втората песна се за музика и текст се на Милче Стојанов од група Џумбуш, голем поздрав до него. Потоа аранжманот исто така на Горан, потоа Кружевската република целосно беше значи аранжманот на Горан, додека пак имаме соработувано со Цане Трајчевски од Демирхисар, тој е автор на Мачо Мен, последната песна. Да, текстописец. Автор на музиката и на аранжманот Горан. Дали можеби е во план соработка Горан и со други автори, текстописци, композитори од фолк сцената во Македонија? Да, ние сме отворени за соработка, не е тоа проблем. Така да имавме и некои понуди на текстови, така, меѓутоа одбираме сепак нешто што ќе ни одговара и на стилот, и на Теодора, како на годините и така. Кои се идните планови на Профа Бенд? Идните планови? Фестивали сигурно ова година некои ќе бидат. Значи снимање нови песни, па да се надеваме дека ова година може би и некој спот ќе успееме да стигнеме, чекаме нешто да се случи, да се деси, потоа да можно и да завршиме и со уште 4 песни, што имаме некои 8 песни за некој CD. Па све се видува. Меѓутоа веќе како што ни тргна, обично секоја година 2 песни, така 2014 2, 2015 2, сега 2016 2, 4. Уште колку недостасуваат за првиот албум на Профа Бенд? 4, ако одиме на стандард 8. Меѓутоа сега во последно време со социјалните мрежи веќе и не е намерило порано кој што беше мора касета или CD 8 песни 9 да излезе, тоа се и една песна ако се погоди. Меѓутоа CD сепак мислам како останува. Горан, Теодора, јас ви благодарам што бевте дел од музичката емисија Мега Фолк на Мега Телевизија. Ние и понатаму ќе бидеме ваши поддржувачи, ќе следиме вашата музичка кариера и секогаш кога ќе имате што да промовирате, Мега Фолк е тука да промовираме заедно. Ние ви благодариме на поканата за учество во вашава прекрасна емисија и поздрав до вашите гледачи. Многу убава емисија со многу добар водител и секако многу добра телевизија, ХД квалитет и така. Благодарам уште еднаш. Почитувани фолк пријатели, го проследивте разговорот со членовите на Профа Бенд, а Мега Фолк продолжува и понатаму.